Се сеќавам, бев прво оделение и учителката во првото оделение на еден од часовите не запраша: деца, дали некој од вас пројавува интерес за пеење? Јас страмежливо станав и на учителката ја одговорив дека често пати дома, во домашна атмосфера, пројавував интерес за пеење и често пати како дете си пеев и дома и по стоката каде што ја чував како детенце. После известно време, наставничката, тоест учителката, не запраша дали од вас, деца, може некое детенце да учествува на детскиот фестивал во селото Драчево. Јас тогаш рипнав од радост и бев пресреќен што учителката ми даде можност, ми даде шанса прв пат да запеам пред публика во салата, во киносалата во селото Драчево, каде што беа присутни сигурно над 400-500 гледачи. На почетокот ме запраша која песна ќе ја одберам, тоест ќе ја испеам. Јас без размислување, бидејќи како дете секогаш си ја пее песната "Симал попот магаренце", и на комисијата, тоест на жири комисијата, и кажав дека најомилена песна ми е песната "Симал попот магаренце". Тогаш едва и чекав да дојдам на ред и во живо, без музика, без пратња на оркестар, да испеам песната "Симал попот магаренце". Пред мене настапија многу деца со трема, од страв, понекогаш истите дечиња го заборавија и текстот да ги пеат песните, но со нетрпение чекав да дојде мојот ред. Излегов, не страмејќи се пред публиката, не плашејќи се од големиот аудиториум тогашен, а јас прво оделение 7 години, си ја испеав песната "Симал попот магаренце". И вака започна мојата прва, но не и последна песна. Симал попот магаренце, симал попот магаренце, му паднало, се утепало, му паднало, се утепало. Тогаш ја испеав целата песна и едва и чекав на крај да заврши и да жири комисијата да прогласи кој е победникот во тоа надпреварување. Излезе машки спикерски глас и наеднаш најави со зборовите: победник на детскиот фестивал на народни песни е Јованче Димовски од селото Зелениково. И тогаш јас бев пресреќен што во таа најава најавувачот изјави дека Јованче Димовски ја освојува првата награда и награда карта на тогашната Југославија. Тука јас не престанав. Годините си врвеа, си течеа, јас си понатаму си подпевнував, си пеев и дојде времето кога јас се запишав на гимназија во првата година во Скопје. Исто така, во гимназиските денови јас си подпевнував и често пати кога имаше приредби во гимназијата, јас пеев во гимназијата и учествував на разни надпревари во гимназиските денови. Времето си поминуваше, а јас првите почетоци ги направив во далечната 1973 година и за прв пат бев повикан на аудиција во тогашното Радио Скопје да учествувам и да си ја пробам својата среќа. Исто како што настапи во Драчево, јас истото го изведов
и на првата аудиција пред жири комисија, но тогаш жири комисијата беше во состав на музички подковани уметници, а тоа беше Живко Фирфов, Благоја Ивановски и Песе Атанасовски. Тие ме замолија без срам, без трема, да си пеам исто како да сум дома и да одберам најубавата песна која што ја знам. Тогаш јас не ја одбрав истата песна Си имал поп од Магаренце, како што реков, на аудицијата во Македонското радио Скопје, во состав, уште еднаш ќе повторам, на Песе Атанасовски, Живко Фирфов и Благоја Ивановски, јас ја испеав песната Ајде брала мома, бело ми грозе ем црно. Исто како во прво одделение, немајќи срам ни страф, почнав да се чукам и да пеам песната Ајде брала мома, бело ми грозе ем црно, без оркестар. Ја испеав песната, другарите ми рекоа многу фала, ние ќе ти се јавиме дали е успешна испеана песната или не е. Понедела дена добив писмо дека сум примен на првата аудиција и дека треба да дојдам накнадно истата песна да ја испеам со оркестар. Јас понедела дена едва и чекав да помине неделата, отидов во тогашното радио Скопје во Нерези и за прв пат во животот мој ја испеав истата песна со Народниот оркестар на Радио Телевизија Скопје. Песната беше успешно испеана и јас бев примен на аудицијата за понатамошно снимање. Потоа се редеа снимки во тогашното радио и тоа со оркестарот од народни инструменти. Во мојот репертоар на Радио Скопје се снимени некаде околу 73 изворни народни песни, од кои дел од нив секојдневно се пуштаат во Македонското радио, дел веќе се заборавен. Но тука не престанав со пеење. Јас отидов во друштвото Гоце Делчев, тоест бев повикан од друштвото Гоце Делчев и со Гоце Делчев за прв пат бев излезен надвор од тогашната Југославија, тоест на една голема турнеја што се одржа во Франција, во градот Борлезор. Турнејата се одржа во месец јули, почнувајќи од 25 јули до 25 август. Ние го прошетавме целиот Париз, а фестивалот се одржуваше во градот Борлезор, каде што настапија најкаде околу 17 друштва. На тој фестивал ја пеев песната Ајде засвирете браќа свирачи, кој ден денес ми стана песната една од најомилените песни во мојот живот. Тогаш ја освоив првата награда во Борлезор и од тогаш не престанав со пеење. Понатаму турнејата се движеше према Азурната обала и во секој град по Азурна обала, во Кан, Ница, Монте Карло, Монако, Рим, во Италија. Не престанавме и на крај турнејата заврши во Словенија, во градчето Копер и се сеќавам убаво на нашите војници, македонски војници, тогашни војници во градчето Копер. Исто така ја пеев песната Ајде засвирете браќа свирачи и доста време ерген одев. Кога ме видоа војниците од Македонија дека македонец во Словенија пее и кога ги испеав двете песни, тие почнаа од радост да плачат, да ме грнат, да ме гушкаат, да ме бацуваат и да викаат браво Македонче, во сред Словенија го слушаме македонскиот глас на Јован Седимовски. Потоа се редеа разни фестивали во земјата, нема место каде во бившите простори на Југославија немам пеано. Дали било во Нови Сад, во Белград, во Суботица,
во Титоград, во Мостар. Мостар ќе го оставам последен, затоа што 7 години едно по друго учествував на фестивалот Звуци са камена и 7 години ја добива првата награда за изведување на народна музика од Македонија. Потоа се радеа други турнеи во Бугарија, турнеи во Турција, турнеи во Италија, а една од најдрагите турнеи ми е турнејата во градот Селџук Ефес, тоест во Турција. 4 пати учествував на тој фестивал по месец дена, а на првиот фестивал во тогашната Југославија, некаде 1989 година, ја пеев песната Југославио, тогаш Југославија постоеше цела, не се растури, и некаде околу 2000 македонски студенти, тоест македончина по потекло турци од Македонија, кои се нивните родители беа иселени таму, ме кренаа на раце, а јас со бежичниот микрофон пред некаде околу 30.000 публика, исто така бев награден со првата награда. Потоа дојде и далечната 1995 година, кога за прв пат во мојот живот јас успеав да го снимам и моето прво CD, CD-то, тоест касета. Касетата носи наслов "Ајде, браќа, заедно", во која се сместени 8 песни. Дел се компонирани, дел се изворни. Потоа се редеа разни свадби, крстевки, веселби. И на крај дојде редот во 1999 година и на крај дојде редот да го снимам моето прво CD. Еве го гледате. CD-то содржи 16 песни, дел се компонирани, дел се изворни, а дел од овие песни сум и кантавтор. Една од најумилените песни, уште како студент, како ученик, што ја пеев секој ден на разни фестивали, на разни концерти во тогашната Југославија, во Македонија. Покрај наброените фестивали, концерти ван нашата држава, јас секојдневно снимав во македонската радиотелевизија и бев застапен во неколку емисии во македонското радио, тоест во македонската радиотелевизија. Но потоа се отворија и други приватни телевизии, како што е Сител, како што е Алфа, и чест бев гостин во нивните емисии и настапував со разни оркестри и со разни песни. Затоа и ден денес јас продолжувам да творам, да пеам и да пишувам. Сега во текот на оваа година имам спремено 2 песни и во најскоро време тие 2 песни ќе бидат снимени и ќе бидат пренесени на носач на звукот. Затоа моето пеење, мојата активност нема да продолжи, ќе продолжи се додека сум при глас и додека можам да пеам. Како што се редеа, како што реков, разни фестивали, концерти, свадби, седенки, крштевки, родендени, така се редеа и моите слики, моите снимања. Еве една од сликите што досега сум ги имал при моите изведби. Исто така следува нова слика. Потоа оваа слика е во црно-бела техника во далечната 1973 година.
Ова слика е Фериброд, патот за Турција, местото викано Чанакале. Се гледа Ферибродот Чанакале. Ова е во градот Селџук Ефес, каде што Јованче Димовски пее пред 30.000 публика. Се гледа колка број на публика има на огромниот плоштад во градот Селџук Ефес. Ова е во една спортска сала во Маниса, каде што има 140.000 македонци. Исто така, оваа слика е со градоначалникот на Маниса во истата сала. Оваа слика е местото каде што јас пеам во еден голем амфитеатар, тоест порано служило тоа за борба меѓу луѓе и лавови и други животни што се бореле против човекот. Овде сме сликани групата Друштво Охис и Јованче Димовски, местото на Мајка Марија во градот Ефес, каде што Мајка Марија била, тоест живеела. Оваа слика исто така е во Маниса. Оваа слика е во градот Бурса во Турција. Оваа слика е во Крушево на Мечкин камењ, каде што ја пеам песната Се собрале комитите. Оваа слика исто така е во градот Бурса, во нашата пријателска земја Турција. Оваа слика се гледа и мојот настап во градот Селџук Ефес, каде што тогашната Југославија ја пеев песната Југославио и 2000 студенти, како што реков предходно, ме носеа на раце со бежичен микрофон, јас ја пеам песната. Ја освојувам првата награда. Покрај сите овие мои пеатски способности, јас во слободното време работам како економист, претходно во Охис, а сега моментално работам во јавното комунално предпријатие во Зелениково како директор на самата фирма. Во меѓувреме, додека работам и творам, јас мојот труд го вложувам и за донација на црквата и манастирот во село Зелениково, каде што можам да се пофалам со изградба на велелепен манастир, тоест манастирче во селото Зелениково. Значи, Јованче Димовски не се штеди ниту во музиката, ниту на работното место, ниту во своето донаторство. Во градот Ефес, еве го и весникот, каде што пишува на турски Момчето со волшебниот глас од Зелениково. Потоа учествувам на фестивалот на народни песни и игри на Друштвото Владо Тасевски од Скопје, тоест кај старите фолклорци што и ден денес играат само во позадина на младата генерација. Тоа се сите слики што сум успеал да ги сочувам во мојот бурен музички живот. А освоените награди во градот Борезор во Турција и освоеното прво место со една благодарница, тоа е со една макета, каде што добивам медал и пишува градот Селџук Ефес, заедно со оваа прекрасна девојка. Тоа се изминатите години од мојот живот, почнувајќи од далечната 1973 година, па завршувајќи со една прекрасна изведба во селото Драчево на етно фестивалот
Значи, оваа слика е мојот најголем успех во 2011 година. Ви благодарам, тоест на крај ви благодарам што ме гледавте, што одвоивте од вашето драгоцено време за да можете да ме гледате овие 20 на минути.